Ни се заканува енергетско цунами, предупредува бизнис секторот. Стравувањата на стопанствениците се дека рекордите кои ги руши цената на струјата ќе доведе до огромни последици врз економијата. Проценките се дека во земјава не постои производ или услуга кој може да издржи цена од 600 до 700 евра за мегават час. Затоа се бара државата да преземе итни мерки. Цената на струјата сепак, доколку гледаме дека оди до невидени размери, мора да се ограничи и компаниите да ја плаќаат до одредено ниво, а над одредено ниво кое би го дефинирала државата во контекстот на енергетската криза, државата од своите фондови треба да му излезе во пресрет на македонското стопанство. Ваков тип на субвенции постојат во повеќе земји во околината. ЕЛЕМ мора да обезбеди дополнителни количини на енергија од домашно производство за слободниот пазар и на овој начин да изврши одреден позитивен притисок за намалување на овие екстремно високи цени на струјата. Владата најавува дополнителни финансиски инјекции во енергетскиот сектор во ситуација на дивење на цените на струјата на светските берзи и прогласувањето енергетска кризна состојба во земјата. Но и тоа ќе биде удар за државата која до крајот на годинава треба да врати 314 милиони евра долг, а истовремено има проектирано буџетски дефицит од речиси 700 милиони евра. Јасно е дека ќе има нови задолжувања, но се уште не се знае колку и од каде ќе се поземат пари. Веќе имаме еден дел од 100 милиони евра кредитот за поддршка на ликвидноста на електростопанство со оглед на енергетската криза во која што се наоѓаме и веќе е во процедура едно задолжување од 50 милиони евра, зошто така заради пониските каматни стапки во однос на различните кредитори. Дали ќе издаваме еврообврзница или ќе одиме со други начини на финансирање, ние сите ги испитуваме на дневно ниво со оглед на ранливоста на финансиските пазари, на исклучително високото ниво на каматните стапки во изминатиот квартал, не зборам за овој квартал, и на дневно ниво секторот за меѓународни финансии во Министерството за финансии работи и ќе биде задолжувањето ќе биде од извори кои што овозможуваат поголема рочност и најниско можно ниво на каматните стапки. Според последните податоци, јавниот долг на Северна Македонија изнесува 55,4% од бруто домашниот производ. Ова според владата се уште представува ниско задолжување во споредба со регионот и останатите европски држави. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.